Екипата на Backstage ве поздравува од ресторанот Star Ocean. Во рацете веќе имам кинеско чајче, се уште е топло. Испарува, ми го препорача, па ова е нешто ново што ќе го пробам денес, а никогаш не сум била разочарана од кинескиот чај и е нешто што мора да го пробате кога доаѓате во Star Ocean. Се уште се ладните денови, па малку ќе ви влијае на имунитетот, ќе ве загрее и содржи многу витамини и корисни работи. Овде со мене денес Силвија Лиу, која што овој пат е во друштво на својата свекрва Шјао Цзин Џјао. Дали добро го кажав? Браво, одлично. Сега ви сакам да добре дојдовте во Backstage. Вели благодарам. Значи, ова ми е прв час по кинески, така што ќе гледам да влезам во штос во секое наредно снимање. Силвија, сакавме малку на гледачите да им направиме нешто поинтересно. Овој пат и вашата свекрва ќе ни ги објасни малку овие специјалитети, секако со ваша поддршка, бидејќи не знае да зборува македонски. Тешко ли е за кинезите да научат македонски јазик? За вашиот сопруг веројатно не е тешко веќе? Да, бидејќи тој е тука многу години, меѓутоа да, првите 6 месеци им е потешко, потоа кога се во постојана комуникација, учат. И јас сум многу задоволна од нашите готвачи како напредуваат. Свекрва ми многу разбира од македонскиот јазик, а не може да врати, меѓутоа многу разбира. И пред се сакам да кажам на гледачите дека незината улога денешна на софрата не е случајна. По професија, уште пред мојот сопруг да дојде во нашава земја и да отвори ресторан, а по професија имале свој ресторан во Кина, специјализиран за јагнешка кујна, бидејќи во Кина рестораните се класифицираат по различен тип на месо, сите ресторани различен тип на храна продаваат. Така да кулинарството и љубовта спрема храната им е фамилиарен бизнис уште од многу рани години и секогаш е моја поддршка. Ја викам специјално да ми доаѓа на посета. Јас сум таа што инсистира, бидејќи ми е десна рака и ми помага во контрола на квалитетот на храната и секогаш со нејзина помош внесуваме нешто ново во нашето мене. Така да денес со нејзина помош ќе ви објасниме што подготвивме на нашата маса. Сакаме да ги слушнеме специјалитетите и од неа на кинески и ќе поставам неколку прашања на господјата. Да, во ред. Мама, ни кај介绍我们每一个菜，这个菜叫什么？这个叫竹水虾仁，虾仁竹水。Овој специјалитет е бамбус со ракчиња. Сакам да го представам бамбусот на нашите гледачи. Значи, бамбусот во Кина не го употребуваат само за правење на мебел, туку исто така и во исхраната. Тој е зеленчук кој што е ниско калоричен, богат со витамини, минерали, аминокиселини, многу растителни влакна кои што ги чистат сребата, а жените во Кина го употребуваат за здравите диети. И спаѓа во 5 најздрави храни во кинеската кујна. Така да во комбинација со свежи ракчиња, бидејќи во кинеската култура не е можно да не се морско, да не биде застапено на масата, оваа комбинација е многу здрав вегетаријански специјалитет кој го препорачуваме сега за постите. Инаку да кажам на гледачите дека во нашето меню имаме преку 70 вегетаријански специјалитети. Сега цај џјао сама. 米粉蔬菜虾仁。 Ова се нашите нови нудлси, безглутенски, од ориз, со ракчиња вегетаријански исто така. Значи, толку се тенки и лесно сварливи, да се погодни дури и за вечера. Секој оној кој сака да јаде здраво, а не сака да се осети на неговото тело, а обожава тестенини, ги препорачуваме овој тип на нудлси од ориз. 菠菜粉丝、银耳、摩尔。 为什么中国人最喜欢？因为摩尔、银耳对人身体特别好，有帮助，帮助人清肌、清理血液。银耳、摩尔因为清理人的血液特别好。 Овој специјалитет е еден од најздравите специјалитети во кинеската кујна. Се што е зелено, кинезите велат мора да се јаде и да се конзумира што почесто, бидејќи е многу здраво за спанаќот, нели, за крвта. Црните и белите кинески печурки се исто така чистач на сребната флора. 这个菠菜清理肠道啊，肠道。 многу
помага да се вари храната побрзо и е многу диетално. Сега 真不知道。虾片，这个是虾片，是虾做成的，这种特别儿童喜欢食欲，吃着特别爽口，好吃。 Ова е како предјадење, специјалитет кој што се користи како предјадење за мезе со пиво. И интересни бои има, особено го сакаат децата или повозрастните како предјадење. Сега цај? 这个是酱牛肉， Јунешко месо во сос од соја. Меѓутоа, од јунешко користиме јунешки мускул. Едно од најздравите меса, најздравиот дел од јунешкото, и ова е особено добро, има многу протеини и го користат кај нас машката популација која што вежба и обрнува внимание на телото да биде богато со протеини и здраво. 虾仁儿鸡蛋， Во кинеската кујна многу обожаваат јајца. Јајца во комбинација со ракчиња е еден од одмилените вегетаријански специјалитети, додека кај нас се смета дека јајцето е помрсно и треба да го одбегнуваме. Во Кина не е таков случај, гледате како дури го комбинираат и со морско. И на крај да обрнеме внимание на нашите традиционални кинески тестенини. Јас ќе кажам нешто повеќе за тестенините. Значи имаме ролца. Едното е пилешко ролце во благо луд сос, вегетаријанско ролце со состав компир, ситно сецкан на ленти, еве може да го фати камерата, меѓутоа крцка компирот и често посетителите имаат чувство дека е живо, се плашат да не качат температура, дека компирот е жив, меѓутоа не, во Кина традиционално така го јадат. Го пропрашуваат во вок тава на многу висока температура да биде крцкав и така сметаат дека е поздрав. Потоа имаме панцероти, панцероти со тиквички и ракчиња и панцероти со спанаки и јајца. Така да овие се тестенини традиционални за северниот дел од Кина, од кај што потекнува и нашата кујна, и ги прави посебна месарка, жена која што доаѓа од Кина и што не готви на вок, туку само е специјално донесена за да прави традиционални кинески тестенини. Така да ги покануваме сите гости кои што имаат љубов спрема тестото да дојдат да пробаат како тоа го прават готвачите од Северна Кина. Ќе ги поканиме сите кои што се уште постат, бидејќи великденските пости се уште во полнек, уште малку, уште некои 15 на дена од прилика. И посно, и мрсно, и за сечи вкус, и за сечија душа, се ќе си најдете во Star Ocean. Да, се надевам дека гостите ќе ги следат овие совети на постарите генерации од Кина, кои што се пример за тоа како треба да се живее животот во тие години. Гледате како изгледа полна со енергија, лицето како блеска, секогаш се негуваат не само надворешно со козметика, туку секогаш преку храната, така да се надевам. Се викаше благодарам на кинески? Шеше. Шеше. Ви благодарам многу и на двете. Молам.